не е твоја работа. Со оглед на начинот на кој живееме, понекогаш кога се прашувам како успеваме да живееме толку долго. Не умираме, извршуваме самоубиство. И тоа многу ефикасно. Едно утро се наоѓав на омиленото шеталиште на плажата во близина на мојот дом во Атина. На брзина им посакав добро утро на пливачите и се подготвив да нурнам во водата. Но тогаш се свестив за интересна размена. Две жени на околу 70 години со седи коси, целите коски и кожа, нешто негодуваа. Исто како двајца старци од Мапет Шоу. Се приближив до нив и почнав да наслушнувам. Не пропуштам вакви прилики. Ќе му кажам веднаш што ми излезе. Ова мора да престане. И вчера го направи истото. Само погледни ја неговата жена. Не ни забележала, не ја гајле. Ако се удави, таа ќе биде виновна. Типично. Мисли дека има некаква супер моќ. Само нека излезе. Веднаш ќе му кажам. И да му кажеш, ете го излегува. Ги познавам луѓето кои што пливаат овде и знам за кого точно зборуваат. Човекот излегува од водата. Во добра форма е. Тој е весел и навистина љубезен тип. И тој има околу 70 години, но поминува за 60. Кога ги извади очилата за пливање, почувствува дека жените го очекуваат. Како е, девојки? Ги прашува насмеано. Одлично, Георге, но ти нема да бидеш ако продолжиш така, вели едната вперувајќи го прстот кон него, а другата рака држејќи ја на колкот. Од тој миг натаму не правев ментални забелешки, но главното беше следно. Ги вадиш очилата и пливаш многу далеку. Тоа не прилега за твојата возраст. Не си дете, Георге. Што ако ти се случи нешто? Што ако ти се слоши или те фати грч? Што ќе правиш тогаш? Жените се повеќе се лутеа, а Георги само се смееше. Нурна во водата. Навистина претераа, но постојано го правиме тоа. Го пикаме носот во туѓата работа и ги судиме луѓето како да го побарале нашиот совет. Сакаме сите да бидат како нас. Ја трошиме енергијата и го загрозуваме нашето здравје заради мешањето во туѓата работа. Како да немаме доволно сопствени проблеми, па почнуваме да се занимаваме со туѓите. Држете се до вашата работа, а другите нека се држат до својата. Кога го ставате носот во туѓите проблеми, кој се грижи за нашите? Никој. И ете кој. Не знам дали да се смеам или да плачам за следниот инцидент од детството што вклучува двајца мои пријатели, Георгија и Ники. Ники беше строго одгледан. Бевме на плажа и Георги излегуваше од водата. Сакајќи да се пошегува, стави морски еш на ногата од неговата мајка, а тој ја избуцка. Се свитка од болка, го искара, но веднаш му прости. Ники ја праша мајката на Георгија. Зарем нема да го исплескаш? Не, Ники, не сакаше да ми избуцка. Може и аз да го исплескам наместо тебе? Жално, но сепак такви сме.